Наш и ваш гостин е господинот Тони Пецанов. Тони, добре дојде во отвореното студио. Добре Професор, музичар, хармоникаш и уметник, музичар на еден инструмент бандолеон. Неон. Неон, да, за кој што јас кога го слушнав мислев дека е некоја атлетска дисциплина, викам добиле награда во тоа, викам а тоа некоја атлетска дисциплина ли е или не инструмент. Добре ни дојде. Добро ви дојде. Да, еве накратко јас спомнав, меѓутоа еве твојата биографија, професионален музичар, дипломиран хармоникаш. Да, дипломиран хармоникаш, вработен во основно музичко училиште, иначе свирам активно, концертирам, надпревари, така, значи. Да, се во знакот на музиката. Од кога почна и зашто хармоника? Еве, ако се навратиме на почетоците, претпоставувам дека прва била хармониката, нели? Зашто хармоника? Дали заради зачувувањето на тој поавтентичен македонски мелос, поради звукот, што е тоа што првично те привлече кон овој инструмент? Па ете, пред емисијата се пофалив дека првото место го добив токму во Прилеп. Значи, тоа беше давно, кога бев пето оделение, значи од тогаш моите почетоци, па почнав, значи, понатаму да студирам и се определив на тој инструмент, така да немаше враќање. Основно средно музичко и факултет? Да. Каде во Скопје? Има ли интерес за хармониката? Се враќа ли атрактивноста кон овој инструмент? Мислите така и нас, така? Да, кај нас, да. Сега да. Значи, моментално има многу млади што почна да свират и активно, значи на факултетот пред се отвори таа катедра, која што пред некои 15 години тек се отвори. Значи, сега има доста млади кои што свират и се шири тоа. Да. За нас не доволно уките, нели, во музиката, хармониката иста. Меѓутоа, постојат ли различни видови на хармоники? Или еве, ако знаеме за кои се најпознати производители на пијано, имате ли вие така најдобри производители? Нормално, дека од каде всушност историјата на хармониката? Еве, кај нас во Македонија е присутна, меѓутоа претпоставувам дека како стигна овде? Да. Па добро, генерално целиот Балкан таа е доста застапена, скоро во сите жанрови. Ете, значи, со уведувањето на катедрата на факултетот, со тоа се изучува инструментот посериозно и да кажам, длабоко. Значи, се изведува класична музика на неа, се пишуваат дела за неа, тоа е професионалниот пристап кон тој инструмент. Иначе во фолклорот, во сите други жанрови е присутен тој инструмент. Кои се најпознатите ве производители, да речеме? Каде се од Франција? Претежно Франција исто, Италија и Германија, тие се каде што и најексплоатиран. Има ли Македонија важи за лулка на музикалноста, на талентите кои да дојде, нели ке кажат дека тука во Македонија секој знае да пее, има музички талент, вие работите педагог, сте работите како професор, насетувате ли, постои ли кај децата од најмала возраст љубов кон музиката, талент за музиката? Да, постои. Значи, тоа е зависност, нели, од колку. Но тоа е само 5%, например, од целокупниот развој кој што треба да се усоврши еден уметник. Значи, тој талент што го имаат, значи, другото е сега е работа, 95%, така да. Да. Колку пати треба дневно да се вежба? Како се одржува кондицијата? Еве, хармониката, ова класична хармоника е претежно тежок, голем, комплексен инструмент. Колку пати се вежба? Има ли некој динамика или? Секако дека има динамика, има една добра еволуција, значи тоа е сепак еден пат кој што секој инструмент си бара доволно посветеност, си бара доволен ангажман, така да тоа е пред се голема жртва кон него. Така. Кажа дека и имаш и своји концерти. Да.
ајде пред да преминеме на концертите, всушност да се воведеме во бандонеонот. Значи тоа е една верзија на хармониката, брат ли е на хармониката? Не, јас би рекол тоа е друг инструмент. Или братучет? Па добро, значи според начинот на свирењето мевот што има заеднички и звукот, начинот на произведувањето на звукот, тоа се единствени нешта кои ги прави да се во истата фамилија, но целиот распоред, целата форма, целиот звук е многу различен, така да... Да, ако кај хармониката типките се напред, овдека се од страна? Да, значи и формата е сосема различна, помала, звукот, тоа дава и различност во звукот, така да... па да не зборуваме за купчињата, како се распоредени. Ова е прилично непознат инструмент овдека во Македонија, јас прв пат го гледам, во нашиот фолклор сигурно го нема, меѓутоа ќе го препознаеме звукот на страсното аргентинско танго. Зашто? Како дојде до идеја да научиш да свириш на овој инструмент? Па, значи, од самото изучување на хармониката, во мене се роди надежта да пред се слушајќи го тој инструмент паралелно, се роди надежда за да го совладам, значи. И така да првите мои обиди беа да го добијам, да допрам до него и полека да работам на тоа. Од каде го набави? Тој е произведен во Германија, значи пред Првата светска војна. Така да и завршува неговото производство, кога започнува Хитлер со војната, така да тие се ретки примероци кои се пред самата војна. Во денешно време нели се произведува, но тоа се веќе може да кажем дека се имитации. За имитации може не лош збор, но овој инструмент од таа марка, значи таа е како Страдивариуска виолиница. Така тоа е многу за еден изведувач тоа е многу битно. Ова е познат инструмент во Латинска Америка ли повеќе експлоатиран? Моментално тој е познат во целиот свет, но најмногу го има во Аргентина. Иако е произведен во Германија, значи неговиот пат тој мигрирал во Аргентина, така да таму се населил толку длабоко, значи скоро целото производство од бандонеони бил таму, значи физички таму бил концентриран. Сите бандонеони биле таму, макар што после веќе почна насекаде низ светот да се селат. Да, и да се така тој навлегол во фолклорот, пред се во аргентинскиот фолклор и потоа во танго музиката, кај што го зема челното место. Да. Тешко ли е да се научи да се свири? Или за луѓето како вас кои што веќе знаат хармоника е... Значи, тоа што знам хармоника може да само ми помогна затоа што ги знам нотите, иначе тоа е, значи, тоа сосема нов инструмент, сосема нов пристап. Така да... Да. Каде го сервисираш? Нели инструментите Мора да признам, сам го сервисирам. Иначе постои во Германија, постои сега последниот пат бев во Германија. Имав шанса да биде таму. Да се обнови. Дали има интерес сега повторно ке младите луѓе да научат овие екзотични, да ги речеме, некои инструменти? Има ли шанса во некои, не знам, джез школи, курсеви или еве на музичката академија во Штип, ако не се лажам, имаше отворено и добро, овој инструмент е стварно реток. Значи може да се каже дека е реток затоа што единствена школа што во близина, да кажеме, тоа е во Париз. Единствена школа во Париз и Ротердам. Значи не постои во Европа друга школа и тоа се исклучително ретки школи и во Аргентина нормално. Да. Редок, меѓутоа од друга страна посаку. Те прошета ли овој инструмент тебе? Па добро, сега и тој ме прочита и јас го прочитав. Така да... Каде сте биле? На кој гостување? Значи од Аргентина, значи нашето патување започна од таму, па скоро бевме во Германија во мај месец.
на концерт, на надпревар? На надпревар и... Надпревар стрикно за овој инструмент? И од каде имаше гости, колку гости? Тој е единствен надпревар во Европа, што се одржува за тој инструмент. Па имаше 6 кандидати, значи од Јужна Кореја, од Аргентина, и јас го добив првото место. Честитки. И последниот мој настап беше во Софија пред недела и пол. Да. Подучувате ли ваши ученици кои би сакале да го свират? Значи, моите ученици се основци, значи мали ученици, така да самите не изразиле толку желба, но се надевам со моето свирање ќе се роди таа љубов кон нив. Така да. Денеска, зашто вие сте и предпоставувам единствен во Македонија кој што можеби го има. Да, има и еден друг, значи пријател од Скопје, но не свири активно. Ви отварали патишта за кариера на музичар, настрано од ова професор педагог? Има ли простор? Може ли да се живее, да се екзистира од музиката? Еве настапи, дали имате концерти? Да, настапи. Значи со моето претходно зборам трио имавме 2, што значи тоа се одобрено од министерството. Другото се е на приватен план, значи дали ангажмани, дали концерти некои што повеќе сам ги барам, пошто немам менаџер, така да. Да. А со Танго трио ли ви се викаше? Така заврши ли тој проект? Тој е завршен, но се надам ако има интерес. Да, ако има интерес може да продолжиме, така да моментално мируваме. Да. Колку концерти имавте, каква беше посетеноста? Со Танго трио имавме во Битола и тоа е Битфест и во Домот на културата во Демир Капије, последниот концерт во мај. Да. Меѓутоа, освен овие самостојни настапи, компонирате и музика за театарски представи? Не, јас бев гостин во изведувач, дел од проектот, кој што таа е представа на Струмичкиот театар, кој што гостуваше во Прилепскиот театар, во фестивалот. Како поминавте како да сте дел од представа, да ја работите? Кои се вашите импресии? Какво беше искуството? Кој има потешка работа, музичарот или актерите? Не се работи овде за тежина, значи ние бевме дел од таа екипа, на сите проби бевме, ние така да комплетно бевме дел едно со нив. Некако веќе се споја театарот и музиката, се почесто почнаа театарски представи да се прават, каде што музичарите веќе се и на сцена. Што мислите за тој микс и воопшто музичката култура во Македонија? Еве, вие сте млад човек кој што се занимава со музика, истовремено сигурно не сте имуни на мејнстримот кој што се случува во Македонија. На музички план, кога правиме муабет, ке се подигне ли грото од младината и од луѓето да слушаат поквалитетна музика? Па мислам дека за се треба, значи тоа е еволуција некаква, дека во Скопје има некаков, може се каже, добар избор на музичари, така да исто се негови танго културата кој што, значи, тие се луѓе што ја играат таа музика, со тоа, значи, овозможува и да се слуша, да се размножува, како да кажам. Да. Така да, значи, веќе во поголемите градови, како што Скопје, тоа е возможно. Само многу бавно, значи, тоа оде постои. Да. А во однос на обичната музика, во смисла на, не знам, турбо, фолк, рок, каков ви е впечатокот? Тонеме ли, пливаме ли? Тоа прашање е највообичаен, така, кој разговарате со некој музичар, знам дека тоа ви е вака, обично сакате да го поставите тоа прашање. Баш знам колегата што беше Гаро, тој исцрпно одговараше на таа тема. Значи, искрено, нормално дека не засега таквата презаситеност од неквалитетна музика, но
Наше е да ствараме квалитет, така да... Да. Мислам Меѓутоа, дека- од каде треба да се почне? Од школските клупи ли треба да се Нормално, гради? самата Тоа е едукација кај децата, тоа... афинитет на младите луѓе. Да, значи, тие деца што се едуцирани, што знаат што е квалитет во звукот, така да нема толку полесно да посегнат под нешто што е смешно, значи што можеш да го направиш со еден клик на компјутерот. Значи има сепак разлика нешто отсвирено во живо и нешто што било сосема. Не реков дека електронската музика е нешто нешто погрешно. Зборам за квалитетна музика. Да. Спомнавте дека бевте во Софија, исто тоа беше надпревар за овој инструмент? Значи, бевме поканети од организаторката, која што ја запознавме во Германија надпреварот. Тоа беше прв национален надпревар конкурс Ѓорѓи Галабов по хармоника. Јас бев поканет како гостин, специјален гостин во концертот, после настапот на берлинските хармоникаши. Така да беше... Како беше искуството? Прекрасно. Да, Јас бев задоволен од публиката. Да. Спомнавте дека бевте во Аргентина. Шарена ли е Аргентина? Значи... Опуштено ли се живее? Она што ние го знаеме како стереотип нека може да е за Латинска Америка комплетно, дека се многу поопуштени, многу поспокојни, многу знаат да го уживаат моментот и животот, да уживаат во музиката. Да, сепак мислам дека музичката култура, не само музичката, туку општо е на доста високо ниво, со оглед на тоа што знаеме дека фактот дека таму се родило тангото, таму се родило многу големи имиња во музиката, така да тоа е факт. Но ете ме праша дали луѓето знаат да го уживат моментот. Значи, тоа е индивидуално, но сепак значи моето гостување го ме исполни внатре, значи со посетувањето на концерти, на разни музичари, тоа беше големо искуство за мене. Значи за таа цел и бев таму. Во кој град бевте? Во Буенос Ајрес и Росарио. Значи таму во клубови, како што се си настапуваат. Да, значи како што кај нас се свири рок музика, таму е танго музиката една обична вечер. Тоа се изведува танго музика, се игра, така да тоа е сосемен друг свет за нашите сваќања, така за нашите. Да, се сеќавам во Скопје во едно кафуле правеа танго вечери кога на улица игравме, па првиот пат кога срамежливо погледнуваш како да застреш. Тоа претпоставувам дека кај нив е баш секојдневие и најнормално. Да, ако може да замислите дека пред 100 години веќе тоа постоело таму. Тоа доаѓа како ние оро да си играме пред кафешите. Да, може да се каже. Мада и таму некој пат постои некоја криза кај младите, но сепак мислам дека тоа никој пат таму нема да скасне. Колку е битно за чувањето на нашиот македонски мелос? Знаеме ли да го чуваме? Еве некако сега почна и со тоа задолжителна музика, самите медиуми што мора да имаат народна, забавна. Сето тоа е многу добро, многу бројот. Се што ќе се направи убаво, квалитетно, се е тоа убаво. Но постои некоја опасност човек да биде, да не кажам нападен, но тоа е едно ниво кој ќе се презасити. И тога нема што друго, значи тоа е во ред, но треба да се внимава сепак во изборот, во селекцијата, тоа е неминовно, значи. Јас сум за зачување, значи ние имаме огромен мелос со многу богат ритам, мелодика, со се, значи може многу да се црпи од тоа, но сето тоа треба да биде добро пакувано, добро, така да. Така. Имаш ли адаптирано некоја македонска песна на инструментот? Се странно ќе ти кажам, ама искрено не, но сум пробал, значи. Добро ли звучи или смешно е? Не е смешно, многу убаво звучи, така да... Може некој нареден проект да биде... Да. Полека тоа веќе размислам на тоа, така да. Кои се плановите на еден млад музичар
кој што свири хармоника, свири, нема да го скршам јазикот, сега да го кажам ново инструмент. Да. Планови. Да. Тешко е за уметник да си има планови, така да не живееме во Јапонија. Джек Керуак на путу. Да имаме... Битисувате? Нели, веќе закажани концерти година унапред. Немам некои планови, така да. Контакти со најблиските мои пријатели кои се исто така музичари. Посета на еден мој пријател кој што е во Холандија и така. Немам. Се делите ли од инструментот? Или каде одиш? Па тешко, пошто бидејќи е многу мал и е доста пристапен да го за транспорт, така да не разделам сме. Одлично. А може ли да речеме некоја школа да се во Струмица или во Струмичкиот регион да организирате курс некој, можеби за некои заинтересирани млади музичари кои што би сакале да свирате? Имате ли такви бизнес планови или сепак останува само? За штета, значи, мислам, за штета. Ова бизнес целта не ми е, например, јас да направам бизнес. Ако сака некој да прави бизнес, јас сум тука, може да работам. Значи, сето тоа се подкрепи и менаџерски. Значи, мене ми е целта да научам некој, ако веќе има некој. Да. Ќе ми биде и мене задоволство некој да го свири тој инструмент. Така да, не знам баш дали има интерес кај младите. Така. Тони, ти благодарам за гостувањето во ова отворено студио. Повторно ќе кажам дека навистина интересен фактот што ете победникот на надпревар во Германија, свирење новој, ајде аргентински инструмент да го кажам, сте токму вие. Ви посакувам многу успех, посакувам заедно со инструментот да прошетате и земјината топка, да имате повеќе настапи, успех во секојдневната работа од вашите ученици, кои што се надевам дека еден ден ќе трнат по стапките на професорот. Се надевам дека во некоја наредна прилика повторно ќе поразговараме и за некои други ваши успеси. И однапред сега ќе се заблагодарам за музичкиот дел кој што со вашиот колега Горан Енџеков ќе го подготвите за нашите гледачи. Ви благодарам и јас што ме поканивте да сум гост. Да. Поштовани гледачи, значи тука јас се одјавувам од ова отворено студио на телеканал А1 во наредните минути. Уживајте во музиката која што ќе изведат нашиот гостин Тони Пецанов и неговиот колега Горан Енџеков.